И покрај се ќе продолжиме, а јас овие прекини ќе ги ставам со броеви, колку и да влегуваат во IP или не влегуваат, али тоа си е нивно право. Дали некој знае колку топлина создава, еве, овај пламен од овај пожар, а никој да не го чувствува? Да не го чувствува ни ДНК? А доказ е ова. Погледнете кога дел од публиката вели запали се. Значи, ја ставаме само групата ДНК. На ваков пламен, кој што создава огромна температура и топлина, да не го виде никој. Дали е се однапред припремено и нашите сомнежи на Сеј македонското обединување водат до таму дека е возможно и користење на вештачка интелигенција. Затоа што после 5 минути на ваква топлина, на ваква силина од топлина од овај пожар, се будат посетителите, а Бога ми и ДНК, и го бара деко. Погледнете уште еднаш. Значи, на ваков пламен да не се осеќа топлина силна, на ваков пламен да чекат сите, па уште и деко да се бара, после ми изгорен цел покрив, е нешто што треба секого да го загрижи во Република Македонија. Уште еднаш. Погледнете. Покривот горе, никој не осеќа и не чувствува топлина. Ниту посетителите, а најмногу групата ДНК, која што е точно онаму каде што е покривот. И ова е мојот одговор на сите оние паметњаковичи кои што имаат за цел да оно што сме го направиле Сеј македонското обединување и оно што го правиме од првиот ден во поглед на вистината, да не се повтори и злосторниците да бидат онаму каде што им е местото, е поголемо од доказ. Ова докажува нешто друго, докажува дека ако е користена вештачка интелигенција, дека е се однапред припремано. Идентично како што некогаш во некои одредени активности ги обучуваат атентаторите кои што се однапред припремаат. Идентично како што беше атентатот на Киро Григоров, каде што се однапред е припремано по кој правец и каде да оде истрагата. Овде ќе ги споменеме и прескалките, за кои што од првиот ден се сомневав дека тие се само ставени како аргумент и доказ да скренат внимание за истрагата да оде во друг правец. Го прашувам најголемиот борец Миле Кукусел. Ги прашувам сите оние мои сограѓани од Кочани. Дали е возможно ваква топлина од ваков пожар да не чувствува групата ДНК и да чека
некој од посетителите да им каже запали се и тие да го барат деко и да погледнат нагоре. Самите утврдете. Погледнете кога за прв пат кажуват запали се. Уште еднаш ќе прашам. Дали со мнежите на се македонското обединување од првиот ден кој што се бореме за вистината се исправни, поради кој што се сомневаме дека ваков пламен може да направи вештачка интелигенција, затоа што видите го колкав е пламенот, а никој не чувствува топлина. А ДНК и понатаму продолжува со концертот на ваков пожар. Миле Кукузел, барам најголем одговор од тебе, затоа што ги почитувам делата кои што ги правеше во минатото со обвистинувањето на вистините, па би сакал и овде како македонец, како спасител, да дадете одговор и да ни се придружите на вистината. Дали е возможно да групата ДНК продолжи со концерт на ваков пожар, да не го примети и да нема никаква топлина? И дали со мнежите на се македонското обединување се исправни, дека е користено вештачка интелигенција и дека однапред е се припремано? Очекувам одговор од сите вас македонци, а најмногу од борецот за правдата, од борецот за вистината, Миле Кукузел. Токму во овој момент реагира групата ДНК. Погледнете во кој момент. Покривот цел горе, ниту Панчо, Бог да го просте, ниту Андреј, ниту било кој не го гледа овде. А најмалку осеќаат топлина од ваков пожар. И ќе кажете, вие кои што ја криете вистината, дека ова е теорија на заговор од Владо Павлов и од се македонското обединување? Не, македонци. Нашите шишерки треба да бидат отворени, а не како што сака Ватикан затворени. И затоа исправно ве прашувам, дали на ваков силен пожар, каде што цел покрив горе, не забележува групата ДНК ништо и продолжува со концертот во момент се додека посетителите кои што исто така не го забележуваат овој пламен и тек после 5 минути го забележуваат и велат запали се, за да Панчо, Бог да го просте, го вика деко. Според мене, Епштајн Кочански. Дури сега покажуват. Погледнете, дури кога покажуват. Како може некој да не замисли со свој ум што создава ваков пожар, ваков пламен кога гори цел покрив, никој да не го гледа и никој да не чувствува топлина. И ова е мојот поздрав до се знајковците кои што имаат за цел да го уништат Владо Павлов и кои што поради вистината за пулс и правдата која што сакаме да ја спроведеме се македонското обединување, сносам одредени активности на некои лица од оваа довлочени што му смета ова вистина. А се прашувам зошто на оваа довлочени му смета ова вистина? И дали ова работа не беше на оваа довлочени да ја истражи, да ја доистражи? Да не се посомнева на ваков пламен
на ваков пожар 5 минути никој да не чувствува топлина, а најмалку групата ДНК. Ве молам, македонци, ве молам, браќа и сестри, сите имаме деца. Ако овде премолчиме и не докажеме дека однапред е се припремано, ќе се деси некој нов пулс на некој друго место, во некој друг град. Не знам зошто премолчуваат и родителите и председателот на Сдруженијето на родителите на се што е направено за нив од наша страна. Не знам. Еден ден ќе си кажат тие, а јас да прекинам со вистината со се македонското обединување нема да прекинам. Затоа што тоа е моја должност како родител и кочанец. Ете го повикувам и најголемиот борец за правда, најголемиот борец за вистината, за се што се правеше во минатото, преку него да не објасни и тој, да се приклучи на нашата иницијатива, дотичниот Миле Кукузел, и тој да ни каже дали е возможно на ваков силен пожар и дали е возможно на ваков силен пожар од ваков силен пламен да нема никаква топлина. Па ова не е благодетниот оган за да можат да се играт со него полицијата. Ова е оган од кој што гледат и каква топлина имало. Од кој што имаат хемиски изгореници. А никој да не чувствува топлина за кој што групата ДНК продолжува со концертот. Значи, погледнете. Ова е огромна топлина, македонци мои. А погледнете групата колку е под пламенот. И не осеќа никаква топлина никој од нив. А на ваков пожар да продолжи концерт е нешто што можеме да го поврземе со вештачката интелигенција, а тоа значи дека нешто е однапред се било припремано. Значи уште групата пее. На ваков силен пламен да пее групата да не чувствува топлина, треба да си со заштитно противпожарно одело, како пожарникар, со боца од кислород, а и сите заедно посетители во тој ден кобен и да следете групата ДНК во противпожарно заштитно одело од пожари, од високи температури. И еве, се уште групата пее, дури сега после толку силен пламен, наводно посетителите кажуваат дека се запали. А погледнете колку е силен пламенот. Ниту Андреј, ниту Панчо не гледат горе. Ве молам, мојот поздрав до сите оние кои што се самобендисани филозофи, а и мојот одговор до сите оние кои што ме обвинуваат како теорија на заговор, и моје прашање до сите нив: ако оваа теорија на заговор да групата не чувствува никаква топлина од ваков пожар и да продолжи со концертот, тогаш вие тоа што го пишувате ќе ве објавам во пораки меѓу кои лица од увара довлочени, нешто криете, нешто имате за цел, затоа што како припадник на елитни специјални единици на ваква силна, на ваков пожар и на ваков пламен имаме многу висока
температура која што би требало да ги изгори најпрво ДНК со високи изгореници од прв степен, а камоли па Панчо да преживува и да биде после одреден период и да почине после одреден период во Систина. Како што гледате, огромен пламен, висока температура, а Андреј продолжува да пее и не гледа ништо што се случува над нив. Тоа е доказ на кој што треба да се водиме со нашите сомнежи на се македонското обединување, дека однапред нешто е припремано и дека имаме доправа да разоткриваме многу работи, и затоа ги повикувам сите кои што ме обвинуваат да не ширам небулози, теорија на заговор, а ги повикувам и оние кои што се борци за правдата на чело со Миле Кукузел да ни објаснат, да ни помогнат да ја разоткриеме вистината, затоа што овде нешто многу смрди. Погледнете дури кога групата кажува се запали горе. Погледнете, на ваква висока температура која што се создава од овај висок пламен и пожар, да никој не реагира, треба секој да се замисли. Тоа е за денес мојот прв поздрав до сите оние кои што веруваат дека ќе успеат да ја заталшкат работата и кои што истите поголемиот број од некој од нив се јавуваат, ме сретнуваат, ме прашуваат, ме пишуваат зашто сум се мешал со Пулс, што имам јас со Пулс, и дали како родител треба да молчам како тие што молчат и од она за кој што сум поминал некои други активности во мојот претходен живот, и во интерес на тие деца ова е мојот поздрав, за кој што од првиот ден, од 17 март, дадов аргумент и доказ дека се борам за вистината со целото се македонско обединување кое што е со мене како Владо Павлов, и нема да дозволиме нов Пулс во некој друг град, а тоа нема да го дозволиме само со разоткривање на вистината. Денес, после година и неколку месеци, ви доставуваме одредени докази за сето оно што ние сме го сработувале, поголемиот број го премолчува, и за сето оно што не води до нешто друго да веруваме дека е користена можеби и вештачка интелигенција поради тоа што на ваков пожар и на ваква силна топлина која што се создава, групата ДНК не може да продолжи да го одржува концертот. И второ, зашто до ден денес, каде што јавно ги повикавме сите и каде што се гледа дека имало експлозија и каде што дел од сведоците ја кажале, ја премолчува Кочанскиот јавен обвинител и сите оние кои што се задесени со дискотеката Пулс. Ние уште еднаш се македонското обединување бараме и обединување со борците за правда, борците за вистина во Кочани,
и нивниот тутор Миле Кукузел да застанат во одбрана и на ова вистина и да помогнеме на родителите, затоа што криејќи вистината и ослободувајќи ги сите оние кои што учествуваат во ова нешто кое што веќе имаме сомнеш дека е однапред припремано, ја уништуваме младината, си ги уништуваме децата, кои што осилени од сето ова, од сите овие кои што учествуваат, а не да Боже да бидат ослободени, ние со тоа ќе уништиме целата наша младина. Уште еднаш, прво бараме подршка од борците за вистина, борците за правда, барем така се представија, со нивниот тутор Миле Кукузел да застанат во одбрана на вистината со Владо Павлов и се македонското обединување и заедно да докажеме вистината за, како што гледате, имало експлозии кои што сите ги премолчуваат. А и еве еден доказ за една таква експлозија. Момент кога густиот чад преминува во црвеникава боја, а и се слуша. Ова е моментот кога има експлозија и прашање до Инфомакс, до Јован Бигорски и Партени и до сите оние кои што не убедуваат дека во ваква гасна комора при ваква експлозија можело да има херои и да помагаат на лица да ги извлечуваат од дискотеката, од дна тре. Тој е уште еден доказ на претходното што го тврдеме се македонското обединување за вакви херои во ваква гасна комора е исто така направено да се скрени внимание и не води до нашиот сомнеш да веруваме дека однапред е се припремано. Ги повикуваме сите браќа и сестри македонци да застанат во одбрана на вистината. Најмногу ги повикуваме борците за правда, борците за вистина, кои што се докажани претходно со многу објави против мафијата во Кочани и нивниот тутор Миле Кукузел да ни се приклучи да докажеме вистината за нашиот град и за сето оно што се прави да остане минато, а виновниците да сносат одговорноста, затоа што не само Кочани и цела Македонија може да биде Кочани. Еве го моментот на експлозијата. Па самите утврдете кој со која причина измислувал дека има херои, кој со која причина ни докажува дека во ова гасна комора некој може да влезе внатре околу шанкот или каде што е подиумот и да изнесува по 20 пати лица, па дури и на чушка да носеме до здравствен дом во Кочани. И овој сомнеш не воде на првиот сомнеш дека овде имаме солуција, дека и наша предпоставка за кој што ќе ја докажеме
дека однапред е било нешто се припремано, а тука ќе ги додадеме и прескалките. Уште еднаш, зошто се премолчува експлозијата, зошто се измислуваат херои, кога како припадник на елитни специјални единици во ваква гасна комора, која што, како што докажавме, дека поголемиот број уште на 17 март, тоа го објавивме, дека починуваат од цијановодород, а не само од цијаниди, туку стриктно од цијановодород, и дека имаат хемиски изгореници. И затоа во претходното видео прашав како е возможно нашите 200 и повеќе преживеани да имаат хемиски изгореници од тој пламен, а биле веќе до излазот на дискотеката Пулс, а додека групата да нема никакви хемиски изгореници во моментот кога имаме најсилен пожар, кога имаме најсилен пламен, а тие да продолжуваат да пеат. Се македонското обединување имаме повеќе слики, имаме и слика од починатиот наш брат Андреј од ДНК, каде што јасно се гледа колку била висока температурата и каде што јасно се гледа дека починал од високата топлина која што се создала од овој вид на пожар со хемиски изгореници низ целото тело. Може би еден ден ќе објавиме и таа слика и многу други слики кои што не водат кон вистината, да веруваме дека однапред било се припремано. Ги повикувам сите македонци, браќа и сестри, да застанеме кон вистината, да истражуваме и гледаме со отворени шишарки, а и да бараме подршка од оние кои што се борци за правдата, борци за вистината, кои што ги знаеме од минатото, за градот Кочани, посебно нивниот утор Миле Кукузел, да застане во одбрана на нашите откритија и на сето оно што го правиме за нашиот град Кочани. Уште еднаш доказ дека во ваква гасна комора не може да има херои и доказ дека имало експлозија која што ја премолчуваат сите. Ако не го слушнете звукот на експлозијата, ќе видите како се менува бојата на густиот чад во црвеникава. Еве го моментот. Еве го моментот. Го завршувам ова моје видео со повик до сите македонци за нешто што треба да се избориме како родители, и ги повикувам сите македонци од се македонското обединување да го споделат ова моје видео како доказ и јавно да го повикаат Миле Кукузел како борец за правдата со сите негови кои што учествуваа во минатото за обвистинување на многу вистини, да ни се приклучат во нашата битка за докажување на вистината, затоа што таа е како шило, ќе буши горе, доле, лево, десно, ама ете како што гледате, доаѓа до нејзино обвистинување. Пратете со внимание дека имало експлозија, зошто се премолчува,
кој ја премолчува, зашто на толку силен пламен и создаде на толку висока температура, веднаш на метар до групата ДНК продолжува да пее, не чувствува никаква топлина, и зашто се премолчуваат експлозиите, меѓу кои и овој момент да се измислуваат херои, а се со една цел да се скрени внимание и истрагата да оде во друг правец, во правец кој што ќе изгубиме сите ние, а најмногу ќе изгуби младината, која што ќе се осили и ќе ни велат нашите деца, како што веќе ни велат, дека оние што го направиле сето тоа, дека она се што се прави, никој не може ништо, па може и некој нов кочански Епштајн во стилот на Деко повторно да се појави. Следете го овој доказ како се менува бојата на густиот чад на ова гасна комора во црвеникава, а верувам дека ќе го доловете и звукот на експлозијата, за да не ве лажат и манипулират дека во ваков густ чад и при таква експлозија може да имаме херои да влегуваат од кај шанкот, од подиумот, да изнесуваат луѓе и повторно да влегуваат, да изнесуваат други луѓе и деца, а сето тоа воде кон нешто друго, како што кажа претходно, кон скренување на внимание и во друг правец. Уште еднаш, имајте убав ден. Ова е мојот одговор до сите оние кои што ме прашуваат, кои што ме зауставуваат, до оние кои што велат дека ова е теорија на заговор, а всушност ја кријат вистината или некаде на некој начин сите тие се учесници. Ова е мој одговор и до некои лица од ова довлочени, кои што исто така се понесуваат како оние што претходно ме прашуваат. И ова е мој одговор до сите македонци кај што барам подршка, сите заедно да ја обвистиниме вистината за Пулс, а најмногу од сите оние пулени, каде што имаше преку 100-200 со лажен профил, со лажни шифри и се користеа за правдата и вистината на Кочани преку нивниот тутур Миле Кукузел, да застане во одбрана на нашето семакедонско обединување, што е должност на секој македонец и должност на тие кои што се бореле за правда и вистина, да ја откриеме вистината за Пулс, затоа што е од суштинско и од големо значење за младината во Република Македонија. Дали ја слушате експлозијата и моментот кога овој густи чад ја променува бојата во црвена? И дали ова е теорија на заговор? Ги прашуваме сите оние, а во следно моје вклучување во живо ќе ги објавам сите пораки и на Вибер, и на Фејсбук, кој се што ми пишува по ова тематика. Ова е доказ дека во ваква гасна комора и при ваква експлозија не може да има херои. А кој создаваше херои? И зошто ги создаваше? И зошто ги наградуваа во Јован Бигорски? Треба да ни кажат оние кои што ги направија хероите. Уште еднаш.